Извештајот на Центарот за управување со кризи за изминатото деноноќие. Од нив 25 се целосно изгаснати, еден е ставен под контрола, а на 3 локации противпожарните тимови се уште активно се борат со огнот. Активни се пожарите кај Студеничани и Зелениково, каде што е зафатена мешана шума на потегот од селата Муране, Вртекица и Рамни Габер кон Палиград, како и на селото Вражале. Во гостиварско село Трново гори мешана шума, а во Чашка, село Нежилово, огнот ги зафати смреките на овој терен. Успешно е локализиран пожарот кај Кичевското село Тајмиште, каде што претходно гореше високо стеблеста букова шума. Граѓаните кои имаат потреба од пријавување нови жаришта или информации за итни состојби може да ги контактираат дежурните служби преку официјалната страница на ЦУК. Од 5 часот утрово сообраќајот на магистралниот пат А2 Крива Паланка Куманово кај местноста Карчов е во целосен прекин поради сообраќајна несреќа, соопштуваат од Автомотосојузот на Македонија. На останатиот дел од државните патишта сообраќајот се одвива непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај надвор од градските средини е зголемен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и за излез од државата. Се апелира до возачите да ги почитуваат сообраќајните правила. Посебно внимание е потребно на делниците низ котлините, речните долини и клисурите поради можна појава на одрони, особено на правците Катланово Велес, Маврово Дебар Струга, Виница Берово и Кочани Делчево. Синоќа беа спроведени засилени акции за прскање против комарци во 3 скопски општини Киселавода, Газибаба и Карпош. Активностите се реализираат во координација со град Скопје и Центарот за јавно здравје, како мерка за справување со ризикот од западно-нилска треска. Град Скопје реализирал 14 дезинсекции. Општините најавуваат континуирано следење на состојбата и дополнителни интервенции каде што ќе биде потребна. 4 пациенти кои лежеа во болница со западно-нилска треска се пуштени на домашно лекување, но за 7 нови пациенти се чекаат тестовите за потврда дека се заразени со вирусот. Се доста сериозни во доста сериозна состојба, значи дека се веќе релативно долго време на респираторна поддршка, не излегуваат од коматозна состојба. За некои од пациентите ќе им треба невролошки третман после отпуштањето, некои можеби ќе треба физикална терапија и за тоа искомунициравме со лекарите таму и да го организираме тој процес час поскоро. Цената на дизелот од полноќ изнесува 101,5 денари за литар. Регулаторна комисија за енергетика одлучи да поскапат и бензините. Цените ги диктира растот на нафтата на светските берзи, движен од нестабилноста на Блискиот Исток и војната меѓу САД и Иран. Дизелот надмина 100, поскапуваат и бензините. Регулаторната комисија ги објави новите цени на горивата. Од полноќ дизелот оди нагоре за 3,5 денари и ќе се точи по 101,5 денари по литар. Бензините ќе се продаваат за денари пол повеќе. Евросупер БС 95 ќе биде 93 денари, а 98 октанскиот 95 денари. Од регулаторно објаснуваа дека референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со претходната пресметка бележат зголемување и тоа во просек, кај бензините за 3,7%, а кај дизелот за 4,8%. Курсот на денарот во однос на доларот е понизок за 0,5%. Сител пресмета колку ќе вечини просечен полн резервоар од 50 литри по новите цени. Ако возите на бензин, ќе платите 75 денари повеќе. Ако возилото ви е на дизел пак, тогаш полнење до врв ќе вечини нешто над 5000 денари, односно 175 денари повеќе. Од СДСМ вела дека поскапувањето нема да остане само на бензинските пумпи. Следува ново поскапување на храната и другите производи што граѓаните ги купуваат секој ден. Затоа ова не е само проблем на возачите, туку удар врз буџетот на секое македонско семејство. Граѓаните скапо ги чинат неспособноста и промашувањата на Христијан Мицкоски.
ВМРО ДПМН е пак возврати. Во времето на СДС Македонија беше прва во делот на највисока инфлација и една од државите во регионот со највисока цена за литар гориво. Денес имаме најниски цени за горивата и енергенсите, а исто така имаме една од најниските инфлации во регионот и пошироко. Разликата е повеќе од евидентна. Ова е прв пат по неколку години дизелот да надмине 100 денари, во екот на енергетската криза предизвикана од војната во Украина. Најскап дизел се точеше при крајот на јуни 2022, кога цената достигна 110 денари по литар. Тогаш бензините беа поскапи од дизелот. Во тој период на берза суровата нафта се тргуваше по 111 долари по барел. Денес на светските пазари нафтата е околу 93 долари. За облажување на ценовниот удар се уште во сила се намалените акцизи за 2 денари кај бензините и 4 денари кај дизелот. Министерката за финансии Кочовска минатата недела рече дека нема голем простор во буџетот за дополнителни мерки. Скратените акцизи се компензираат со поголемата потрошувачка од соседите. Повисоките цени неминовно ќе влијаат и на инфлацијата, а власта очекува да остане во рамки на предвидените 4,5%. Мартин Арсов, Сител телевизија. Иранската влада соопшти